Специјалниот представник Метју Нимиц по подолг временски период внесува оптимизам во однос на придвижување кон решение на спорот со името помеѓу Македонија и Грција. Според него ќе има и нов предлог, но на маса ќе се стави во вистинско време. Има ли реален оптимизам или Македонија сепак е под голем диктат од Грција? За спорот со името анализираме со новинарот и наш колега Христо Ивановски. Христо, благодарам што ти имаме и овој пат во студиото на ТВ Нова. Посредбите во Њујорк во рамки на 72-то Генерално собрание на Обединетите нации, шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас ги брифирал грчките новинари за содржината на разговорите кои се одвивале таму. Според грчките медиуми, кај нашиот јужен сосед единствено начин да се доведе до решение за спорот со името се пакет преговори. За каков пакет преговори станува збор? Морам да кажам дека детали не знам. Ова го од грчките медиуми дознаеме дека Кодзијас кажал дека начинот да се дојде до решение е пакет, еден нов пакет практично. А јас би рекол старо нов, затоа што Кодзијас практично повторува некои поранешни предлози како да се реши овој спор за уставното историско име на Република Македонија. И кој уствари всушност и овој пакет и него коментираше премиерот Заев, туку тој не сакаше вчера да влезе во детали што тој брифирал, само кажа дека во овој момент се градат мерки за доверба. Но Кодзијас кажува дека според Атина не се преговара само за името, и таа не сака да преговара само за името, туку за идентитетот, за јазикот и за акронимите. Тоа значи дека една од кратенките, односно кодот, македонскиот код МК, нема да важи. Практично најавува ново решение, ново име кое нема да биде поврзана со ова МК. Јас, копајќи по мојата архива, најдов еден малку постар нон-пейпер, изработен од неколку хеленистички организации во Америка и во Австралија. И во тој нон-пейпер има една препорака до американската влада и до други западни влади како да се однесуваат во однос на признавањето на уставното име на Македонија, кои тие не го признаваат. И тие велат обидот на Фирон да го внесе името Македонија и македонци во меѓународната заедница е узурпација на историјата на македонскиот идентитет. Зошто? Тие сметаат дека не постои наш македонски идентитет, туку постои грчки, односно хеленистички македонски идентитет, па од тука и не постои Македонија како држава, туку таа е вештачка творба, па не постои следствено на тоа ниту македонски јазик, туку ќе се бара ново име за јазикот кој ние го зборуваме. Тие во Грција го викаат словенски идиом. Веројатно ќе се инсистира на тоа. Тоа значи дека на известен начин хеленистичките, ултранационалистички движења и групи и поединци, како сакате интелектуалци, и официјалната влада на Република Грција која седи во Атина се речиси идентични. Зарем досега логично ќе се наметне прашањето, кога и Македонија има своја диаспора и преку океанот во Америка и во Австралија, не е досега испратен таков сличен документ кој што ќе ги брани македонските ставови и ќе колаборираат заеднички со ставовите на властите во оваа држава? Иван, има повеќе и главно тоа било одбрана на македонскиот идентитет. Овде имаме напад врз македонскиот идентитет. Значи, ние сме се бранеле, јас би посочил Обединети македонци, Македонскиот комитет за човекови права од Австралија, Обединетата македонска диаспора, која токму неодамна имаше средба во Њујорк со посредникот Метју Нимиц, имаше средби и со владиниот врв, со Заев, Димитров и Адеми, и Обединетата македонска диаспора му кажа на Нимиц дека ставот нивни е прекин на преговорите или разговорите, како сакате, за името. Тоа значи дека позициите на диаспората, односно представниците на македонската диаспора и на владините представници не се, би рекол, штелувани или штимани како на клавир кој би требало да свири совршено. Се не знаеме до каде се црвените линии на оваа влада, меѓутоа од она што досега сме го слушнале официјално за идентитетските прашања, барем според Заев, не се разговара, а
Министерот Димитров неколку пати повтори и во Германија и во интервјуа за BBC, за Deutsche Welle, дека македонците немаат ништо друго освен македонски идентитет, така што гледаме дека веќе се гледаат првите пукнатини во позициите на двете страни. Значи не е атмосферата толку добра како што се представува. Христо спомена дека ние треба да се браниме, од другата страна практично ќе напаѓаат со нивните аргументи. Дали ова значи дека ваквото позиционирање на Атина може да се протолкува дека мерките за градење доверба практично се градат под силен диктат на Грција, односно како тие наложуваат да играме? До сега Грција е во позиција да диктира услови, некакви услови, тоа ние го видовме со незачленувањето во НАТО или со проблемот да ги почнеме преговорите со Европската Унија, да отвориме било какво поглавје, да не зборуваме дека во минатото имало и едно ембарго, трговско ембарго кое ни беше наметнато и така натаму. Значи Грција ги користи тие нејзини инструменти, ја користи позицијата стара членка во ЕУ, нели, стара членка во НАТО. И во конкретниот случај, мислам дека грците имаат типична таква дипломатија, ако се во позиција, тие ќе уценуваат. Јас само ќе речем дека овој нон-пейпер на хеленистичките организации е испратен како препорака до американската влада, е напишан на многу понежен тон. Тие не викаат, сега вие морате тоа да го направите, вие правите. Туку е тоа многу поблаго кажано. Сега, кога градите мерки на доверба, навистина е многу комплицирана ситуацијата ако вие се поставувате во позиција на посилен. Во тој случај навистина тие мерки немаат смисла. Вие ќе дојдете до некое решение, но клучниот проблем нема да му ставите добра атмосфера или добар терен за тој да биде решен по принципот на консензус. Значи никој не губи, никој не добива практично, на некој начин било така. Сега, за мерките за доверба, мислам дека наскоро ќе се разговара во Солун, на 5 и 6 октомври. Министерот Кодзијас испрати покана до своите колеги од Албанија и од Србија, ми се чини, и од Бугарија, така што ќе бидат во состав 4 и ќе се разговара за инфраструктурни проекти пред се. Но не исклучувам повторно Димитров и Кодзијас да разговараат за името, откако се случија сите овие, би рекол, многу брзи разговори на високо ниво меѓу премиери, меѓу министри, во кој е запознат и новиот генерален секретар Гутереш, кој е експерт за човекови права, кој сигурно има свое мислење и свој став по прашањето за правата на Република Македонија и незиниот прием во Обединетите нации. Хипотетички земено, можеме ли да очекуваме некаква нерамномерна, пресилно е да речеме борба, разговор на 5 и 6 октомври, кога на соседната маса до нас ги имаме и Бугарија? Мислам дека во моментов се гледа дека притисокот дава одредени резултати или консултациите, но во дипломатијата секогаш се користат и притисоци. Ќе видиме како ќе оди притисокот сега кон Грција, особено од американска страна, која на некој начин е доминантна во водењето на овие преговори, затоа што и претходниот посредник Сайрус Венс, покојниот, и Метју Нимиц се американски дипломати. Тогаш ќе се види дали Грција ќе остане на овие тврди позиции или конечно ќе се Нимиц сега вика тоа се плавите или сините линии на двете страни. Значи ќе дојде време по октомври, по изборите, и кога ќе треба Нимиц да излезе со новиот предлог, и двете страни да ги исцртат црвените линии и тука да се бара компромисот. Мислам дека Грција ќе остане на својот инстинкт по принципот на шкорпијата и на жабата и во последен момент да се бори да го користи своето оружје, да боцка и тогаш кога не треба, и ќе биде навистина за мене чудење доколку двете страни се приближат и дојдат до некакво си компромисно решение, кое води во Македонија, ќе води по патот на референдумско изјаснување за новото име. Христо, ти благодарам и за ова учество и анализа во вестите на телевизија Нова. Секако дека и понатаму ќе зборуваме за ова во некоја следна прилика. Ти благодарам за ова твое учество.
Почитувани, тоа беше анализата со Христо Ивановски каков пакет сака Атина за името со Македонија. Тука е крајот. За кусо продолжуваме и со останатите информации кои ги предвидовме во овој преглед на вестите.